Добро вечер, почитувани гледачи. Вие сте со телевизија Нова. Јас сум Билјана Василева Трендафилова. Вечерва во отвореното студио на телевизија Нова го анализираме енергетскиот пазар. Цената на струјата во Македонија е најниска во Европа. Според последните статистички податоци и анализите на европските статистичари, цената на електричната енергија во Македонија е пониска за 55% од европскиот просек. Просечната цена на струјата во земјите од Европската унија изнесува 18,4 евра за 100 киловат часови. Како што посочуваат од Евростат, најскапа струја плаќаат данците, и тоа 29,8 евра за 100 киловат часови, а на ефтина струја плаќаат Бугарија со 8,7 евра за 100 киловат часови. Македонија плаќа уште поевтина цена и од Бугарија, и цената за 100 киловат часови електрична енергија кај нас чини 8,2 евра. Тоа може да го видите и од графичкиот приказ кој што во моментов е на вашите екрани. Најголем пораст на цената на струјата се забележува во Франција, каде цената пораснала за 10%, во Луксембург 5,6%, Ирска 5,4%, Грција 5,2%, Португалија 4,7%. Цената на струјата во Македонија е меѓу најниските во Европа и во регионот. Според последните податоци, увозот на електрична енергија во вкупната потрошена електрична енергија достигнува околу 32%. Како Македонија ги решава енергетските предизвици? Што ќе донесе либерализацијата на пазарот на струја? И како ќе се движи цената на електричната енергија во оваа 2016 година? Дебатираме во отвореното студио на телевизија Нова. Ве поканувам да останете со нас, имаме интересни гости, почнуваме за кратко. Вие го следите отвореното студио на телевизија Нова. Како што ви најавив, вечерва зборуваме за енергетскиот пазар и анализираме цената на струјата. Правиме споредби каде е Македонија во споредба со регионот и Европа. Со мене и со вас вечерва во телевизија Нова се првиот човек на МЕПСО, Синиша Спасов. Добро вечер и добре дојдовте во телевизија Нова. Добро вечер, подобро ве наоѓам. Овде со нас и универзитетскиот професор Константин Димитров. Добро вечер и за вас. Добро вечер, само да кажам дека својата дејност ја продолжувам работејќи интензивно во Центарот за енергетска ефикасност, така да две дејности. Така е. Две дејности има и Христијан Мицковски. Добро вечер и за вас. Вие сте советник за енергетика во владата, поточно на премиерот, но и член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Овде со нас беа поканети и представници на Социјалдемократскиот сојуз, но ние се уште ги очекуваме. Тие не потврдија дали ќе испратат представник. Ова празно столче е токму за нив. Ги очекуваме во текот на наредниот час, доколку се премисла да дојдат и овде да ги отвориме сите дилеми поврзани за цената на струјата и енергетскиот пазар. Токму пред неколку дена Регулаторната комисија за енергетика објави дека намалува цената на струјата. Ова е добра вест за граѓаните, но што ќе значи за компаниите? Да, струјата поевтини. Конкретно за нашата компанија, која што е една од компаниите која што врши енергетски дејности, регулирани енергетски дејности во Република Македонија, за нас поевтинувањето на струјата значи и помали приходи. Секако, ние како компанија тежнееме да ги редуцираме трошоците, односно да ја зголемиме ефикасноста на компанијата, да имаме за што можно помалку средства вложени, поголеми реализирани резултати. Но секако, намалувањето на цената за нас не значи не е од особено значење да нанесе некаков удар на компанијата. Сега може да дискутираме и за другите компании, компаниите кои што се поврзани, приклучени на нашата мрежа, тие секако се радуваат на оваа вест. Така, дали можеше да се очекува регулаторна комисија да донесе ваква одлука и што значи ова сепак за граѓаните? Може ли да очекуваме и натаму корекции во однос на цената на струјата? Пред се треба да кажеме дека електричната енергија е производ како секој друг производ и си има своја определена цена. Регулаторна комисија може да очекуваме да решава социјални проблеми, ама тоа не е нејзина задача, бидејќи нејзината задача е да дефинира цената, да го заштити и производителот
и потрошувачот, да биде некој фер однос во формирање. Цената се формира на база на трошковен принцип. Од таа причина многу често се собираат во регулаторната комисија и ги следат токовите на движење на цените, на пазарот и на производството, на понудата и побарувачката. Веројатно сите очекувавме да биде нешто повеќе. Слушаме нафтата паднала цената, природниот газ, а гледаме електричната енергија многу малку. Ама ако нашата електрична енергија се произведе од јаглен, тој е од истите наши ресурси, со нашата работна сила, не можеме да очекуваме дека до одеднаш ќе имаме 20% намалување на цената на електричната енергија. Иако на светскиот пазар е нешто поевтинета, не е како оноа кога ни кршеа рака, ни виткаа рака со 100 евра и повеќе по киловат, по мегават саат, денеска веќе цената на берзата, на слободната берза, кај што се купува тоа што ти недостасува, е во некои рамки меѓу 30 и 40 евра за мегават саат. Така да не е реално да очекуваме драматични, драстични смалувања на цената на електричната енергија. Но подоцна може да кажеме дека граѓаните можат да размислуваат како да си го помогнат на својот семеен буџет и во однос на електричната енергија со оваа цена. Да, во текот на ово отворено студио ќе анализираме како да се заштити користењето на струјата. Мицкоски, кои се клучните параметри кои влијаат врз формирање на цената на струјата? Да, формирањето на цената на електричната енергија е, како да кажам, на регулираниот пазар е тема која што во овој период од годината секогаш е тема и во медиумите, а и во последно време сме сведоци на артикулација на политички ставови. Меѓутоа, оно што е значено е дека често пати, морам и тоа да го кажаме, дека често пати е непримерно да одредени политички позиции и ставови се артикулираат на начин што се подгреваат неточни и невистинити очекувања, посебно во делот на цената на електричната енергија, визави реалноста, затоа што тоа е методологија и математика и врз основа на таа методологија и математика вие не можете да импровизирате и да артикулирате политика. И од тие причини можам да заклучам дека или станува збор за сериозно непознавање на материјата, или за груба манипулација, односно обид за груба манипулација на граѓаните и стопанствениците, кои во овој период, изминатиот период, растеа со процесот, созрева и сериозно ја коментираат онаа позиција на одредени политичари кога велиме дека и по неколку десетина проценти требаше да поевтини цената на електричната енергија. Кој и зошто сака да манипулира политички токму со цената? Па видите, често пати бевме сведоци изминативе денови дека одредени политички ликови се обидуваа да ја поврзат цената на електричната енергија на регулираниот пазар со онаа која што е на европските берзи на електрична енергија. Меѓутоа, потребно е суштински да се објасни како се формира цената на електричната енергија во Македонија и да се потврди уште односно да се уште да се повтори позицијата дека втора регулирана година поред, тарифните потрошувачи, односно оние потрошувачи кои што се на регулираниот сегмент од пазарот на електрична енергија, во Македонија добиваат идентична или благо намалена цена на електричната енергија, што не е случај со останатите земји во регионот и во Европа, бидејќи таму цената на електричната енергија во домаќинствата има поинаква димензија. Не е како кај нас, бидејќи кај нас се уште државата води сметка за социјалниот елемент и се грижи за благосостојбата на граѓаните, се разбира во одредени сегменти да обезбеди сериозен раст на енергетските компании и компаниите кои што ја користат електричната енергија како ресурс. Еве, јас ќе се обидам вака накратко, колку ми дозволува времето, да објаснам како се формира цената на електричната енергија. Секоја година, некаде на почетокот на јуни месец, крајот на мај месец, енергетските компании кои што го сочинуваат пазарот на електрична енергија на овој регулираниот сегмент, а тоа се операторот на дистрибутивен систем, тоа е ЕВА на Македонија, потоа компанијата од каде што представник е директорот МЕПСО, тоа е операторот на пазарот, и производителот на електрична енергија, во случајот Електрани на Македонија, ги доставуваат своите биланси, односно
го доставуваат билансот на успех, каде што ги декларираат своите трошоци за наредната регулирана година. Меѓутоа, она што е многу важно да тука се спомене е тоа дека 100% од конзумот, од портфолиото потрошувачко на регулираниот пазар се задоволува на три начина. И тоа, првиот и најголемиот, како да кажам, обезбедувач на електрична енергија, односно производител во случајов е државната компанија Елем, која што е еден од тројцата чинители на пазарот на електрична енергија, и она некаде во отприлика помеѓу 90 и 95% од потребите на тарифните потрошувачи, во зависност од компаниите кои излегуваат на слободниот сегмент, ги задоволува потребите на граѓаните и индустријата кои што се на регулираниот пазар. Понатаму некаде околу 3 до 4% е енергија која доаѓа од увоз и некаде отприлика во истиот сооднос е енергија добиена од обновливите извори на енергија, како што се малите хидроцентрали, фотоволтаиците, ветерниците и така натаму. И на тој начин ние го затвараме 100% потрошувачкото портфолио на пазарот, на регулираниот пазар на електрична енергија. Меѓутоа, регулираната дејност со која што се снабдуваат сите граѓани или индустријата на регулираниот пазар е некаде околу 20 на милиарди денари. Како бројка многу голема, меѓутоа треба да навлеземе во структурата на таа бројка, што значи? Околу 7 милиарди денари се услугите што ги нуди операторот на дистрибутивен систем. И тоа е дејноста која што они ја прават одржувајќи ја мрежата, сервисирајќи ги вработените, нивните лични доходи, обезбедувајќи работа за компаниите аутсорсинг кои што соработуваат со нив. И тоа никако не може да биде поврзано со електричната енергија која што се увезува. Тоа се повеќе услужни, тековни активности на оператора на дистрибутивен систем. Нешто повеќе од 1 милиарда денари е услугата која што во случајот ја нуди операторот, односно Македонскиот електропреносен систем оператор, компанијата МЕПСО, одржувајќи ја мрежата за да може навремено, надежно, сигурно да компаниите, потрошувачите ја добијат електричната енергија на високо и средно напонско ниво, и тоа е некаде околу 1 милиарда, нешто повеќе од 1 милиарда денари. Останатото отпаѓа на енергија која што снабдувачот во крајен случај треба да ја купи од 95% од Елем, 2-3% од увоз и 2-3% од обновливите извори. Што значи дека увезената енергија учествува во вкупната оваа сума волумен на пари некаде околу 2-3%. Нека и така. Еве, да речеме и дека таа поевтинила на европските берзи во диапазон од 30%, што не е така. Ќе го понатаму можеби ќе имаме можност да дискутираме и на тоа. Меѓутоа еве и да е така. Тогаш во вкупната цена, во вкупниот волумен на регулирани средства, тоа може да учествува со не повеќе од 0,1 до 0,2%, што всушност е еднакво на поевтинувањето кое што оваа година беше донесено како одлука од страна на регулаторната комисија. Она што треба да кажеме е дека цената која што најголемиот производител на електрична енергија, тоа е државната компанија Елем, ја продава на снабдувачот до крајен случај, е пониска од таа која што се обезбедува на берзите сега, а во минатото дури 2 до 3 пати била пониска. И таа е иста како и минатата година, значи зафаќањето на волуменот на пари буквално останува ист. Односно, никако не можеме ние да кажеме дека еве поевтинила цената на европските берзи 20-30%, па и кај нас ке може да поевтини 0,1-0,2%, бидејќи во волуменот на регулираните пари учествува многу малце. А може и да не учествува ич. Ако имаме ние добра хидролошка година, ако имаме добра производна година на електрична енергија, а многу помал намален конзум, да речеме, или редуцирана потрошувачка, тогаш дури и во 100% ние ќе задоволиме потрошувачкото портфолио со производството на електрична енергија од страна на најголемиот производител домашната Елем. Ние тука имаме две спротивставени желби на општеството и потреби. И граѓаните сакаме да имаме ефтина електрична енергија, да не ни влијае на домашниот буџет, а во исто време бараме државата преку електростопанство, преку Елем да гради нови објекти. Значи тоа се две спротивставени желби кои што треба на некој начин да се балансираат и меѓу цената на тој нивни производ и меѓу развојните планови. Не може тој да размислува за инвестирање.
да заборавиме одржување и рехабилитација на постоечките опрема. Како да изгради една нова постројка од 300-400 милиони ако не може да ги покрие трошоците? Ете, тоа е проблемот што ни се јавува во обшеството. Покрие трошоците за да влезе во нови инвестиции? Токму тоа е поентата што ја кажа сега професорот. За да можеме да инвестираме во нови објекти, за да може да инвестираме во одржување на постоечката опрема, цената мора да се задржи на некој ниво. Во конкретниот случај МЕПС успева да си ги одржува своите објекти со приходот кој што му е додален од страна на регулаторна комисија за енергетика, кој што е надлежна за формирање на цената, но треба да се има предвид дека оние инвестиции кои што ние ги планираме во идно време да ги реализираме, сепак ќе значат некаква или константа или благо покачување во некој иден 5-годишен или 10-годишен период на делот за пренос на електрична енергија, значи на цената на пренос. На почетокот на оваа емисија направивме една мини статистика според податоците кои што ги има и Евростат за цената на електричната енергија во Македонија споредено со регионот и пошироко. Каде се движи Македонија? Може ли да речеме дека имаме најевтина електрична енергија или пак некој предничи? Не, ние имаме веројатно и по Евростат сме пета земја од доле во однос на цената на електричната енергија. Сите други имаат повисока цена, зборуваме за домакинствата и ако постои можност, себе го тука е тоа ископирано, ќе се види после или нема потреба. Зад нас се само со поевтина нешто Косово, Србија, Албанија и Босна и Херцеговина. Ете само они Босна и Херцеговина дури нормално е бидејќи има многу производство на електрична енергија од хидропотенцијалот и звездува дури надвор. Но во Македонија се држи. Арно ама, пак ќе кажеме. Ова велиме пониско во однос на тоа што е во Германија и во се друго, ама нашите домаќинства сепак тоа е болна давачка во однос на примањата што ги има. И однешка тука се појавува таа желбата, ако имаме слободен пазар, дали тогаш ќе имаме некое малку почувствително намалување на цената на електричната енергија. Јас секогаш кога работим и истражувачките работи во доменот на енергетиката и со колегите, сакам да порачам. Домаќин човек дома, кој ќе слушне на телевизија дека утре времето ќе биде променливо обрачно, може да има и дожд. Тој што ќе излезе од дома, умен човек, ќе си земе и чадор. Ако заврне, барем ќе го искористам. Што останува на домакинствата ако размислува дека цената не може драматично да опадне. На предвидувања кои што имаме пресметки се очекува во следните 3 години да имаме некоја стабилизирана цена на електрична енергија, ама после тоа ќе има знатни скокови во цената на електричната енергија, барем такви се пресметките и предвидувањата. Домаќинствата мора да размислуваат на друг начин да се помогнат на буџетот. И се годинешка пак ќе дојме на она. Да смалат потрошувачка електрична енергија. А тоа е веќе на повеќе начини. Оној дел што се троши за загревање, да купат или да сменат системот на грејење, природен газ, топлински пумпи, сето тоа. Тоа е инвестиција, вложуваш еднаш, ама ти се враќа после многу години. Да смалиме непотребно трошење на енергија. На таков начин можат, дури и при покачување на цената на електричната енергија, они да го заштитат својот домашен буџет. Нема друго. Не може да очекуваме државата да притиска компаниите да редуцираат цената. Може да помогнат на социјално загрозени со ваучерите, со се друго. Ама не може они да ги рушат, да ја јаде субстанцата нашето електростопанство. Мицковски, каде е Македонија во споредба со регионот? Може да се пофалиме или може подобро околу цената? Секогаш може подобро. Меѓутоа, она што е значајно е дека државата преку компаниите каде што е мнозински собственик, МЕПСО и ЕЛЕМ, е одговорна према потрошувачите и на регулираниот и на слободниот сегмент од пазарот на електрична енергија,
да обезбеди недискриминаторски, фер и равноправни услови, а при тоа да обезбеди навремено одржување на мрежата, на системот, поготово во високопреносниот сегмент, а тоа е компанијата МЕПСО, а исто така да ги држи во сериозно добра кондиција производните капацитети на елем преку навремени ремонти и така натаму, а со тоа да овозможи конкурентна цена на електричната енергија за домакинствата на регулираниот пазар и конкурентни мрежни услови да обезбеди навремен, точен и без прекини дотур на електрична енергија на оние компании кои што се на слободниот сегмент од пазарот на електрична енергија. Бидејќи знаете, пазарот на електрична енергија во Македонија ние можеме да го поделиме генерално во два дела. Сме зборувале повеќе пати на оваа тема, меѓутоа добро е да повториме. Заклучно со овој чекор на либерализација на пазарот на електрична енергија што започна од 1 јули, кога нови 200 компании или некаде отприлика 250 гигават часови електрична енергија излегува на слободниот сегмент од пазарот на електричната енергија, ние имаме отприлика избалансирано портфолио. 50% потрошувачите се на регулираниот и некаде околу 50% се потрошувачи кои што се на слободниот сегмент на пазарот на електрична енергија. Меѓутоа, она што е важно е дека цената на електричната енергија, која што ја добиваат потрошувачите на регулираниот пазар, а која зависи од производните капацитети кои што доминантно се собственост на Република Македонија, тоест државните елем, добиваат конкурентна цена на електричната енергија под пазарната. Истото тоа успеваме да избалансираме преку менеджментот на државната компанија Елем, да обезбеди доволно средства за развој на самата компанија, да ги сервисира оперативните трошоци, да ги сервисира капиталните инвестиции што компанијата ги прави, и при тоа да обезбеди сериозни количини кои ќе го задоволат потрошувачкото портфолио, па еве рековме од прилика 100%. Има години кога и воопшто немаме увоз за тарифните потрошувачи. Знаете, овие енергетски компании се прилично трудово инвазивни, а и сите нивни аутсорсинг кооперанти се исто така сериозно трудово инвазивни. Што значи тоа? Државната компанија Елем има некаде околу 5000 луѓе вработено. МЕПСО е тука директорот околу 800 до 1000 или 500. Тоа се наши сограѓани кои работат во тие компании и императив на менеджментот е да преку производот што го нуди на пазарот да ги сервисира и нивните лични доходи, а при тоа да обезбеди сервисирање на оперативните, капиталните и да обезбеди раст на тие компании, бидејќи во енергетиката, знаете, резултатите денеска кога вложувате, резултатите ќе ги очекувате за 5-10 години. Не можете да ги очекувате од денеска зутре. А да не го споменам бројот на аутсорсинг компании, кооперанти кои што соработуваат со две компании, можеби неколку десетици илјади, да не речем и стотини илјади луѓе, кои што работат во тие компании и кои што својата екзистенција ја обезбедуваат работејки за овие државни компании. Тука сериозен зафат има и приватната компанија, операторот на дистрибутивен систем во случајот Евана Македонија, и они бројат некаде околу 1200 вработени и сериозен број аутсорсинг компании кои што и нив ги обслужуваат, кооперанти надворешни. Така да ако го заокружите социјалниот елемент и работното портфолио, работниците кои што работат во овие компании, тогаш ќе видите дека овие компании работат на начин така што да обезбедат сервисирање на нивните потреби оперативни, а исто така да обезбедат конкурентен раст и цена на електрична енергија за потрошувачите на регулираниот пазар, која што е меѓу најниските во Европа. Да не речам едно, рече професорот, меѓу пето место оваа година, минатата беше трето. Битно е дека се фалиме нешто што сме на дното, што е во случајов добро, иако во принцип секогаш тежнееме да бидеме кон врвот, меѓутоа во овој случај е добро да бидеме кон дното и да обезбедиме сериозен развој на електроенергетскиот систем. Спасов Мицковски ги спомена инвестициите, некои капитални проекти кои што ги имаат енергетските компании. Кои инвестициски проекти ги заокружува МЕПСО и колку вложувањето во преносната мрежа на долг рок може да ја подобри енергетската стабилност? Вака, прво би кажал околу цената. Една работа што е многу значајна. Знаете кога е најскапа цената на струјата? Кога ја нема. А за да ја има, мора да се инвестира.
да се инвестира во опремата, да се инвестира во нашиот случај во далеководите, во трафостаниците, во луѓето, во кадарот. Една од најважните работи во енергетиката е стручни луѓе, стручно способени, обучени, образувани луѓе, кадар. Во конкретниот случај, ова прашање што ми го поставувате околу нашите инвестиции, јас можам да кажам дека компанијата МЕПСО, која што е 100% во државна собственост, во изминатиот период вложува во градба на нови далеководи, во нови интерконективни водови. Значи, ние имаме затекнато една ситуација 2005 година, кај што сме имале само две интерконекции, една кон Србија и една кон Грција. За разлика од тоа време, денеска веќе имаме уште три нови, што е 150% пораст. Значи, имаме интерконекција кон Бугарија, уште една втора врска имаме кон Грција на 400 киловолтно ниво и исто така имаме интерконекција која што ја пуштивме минатата година при крајот на годината кон Србија. Тоа е втора интерконективна врска со кон север, фактички кон Србија. Тоа се големите капитални инвестиции. Во секој случај, ние имаме уште една компонента која што во моментот е тековна, ongoing. Имаме земено заем од ЕБРД 25 милиона евра и 15 милиона евра обезбедени од нашата компанија, кои што се наменети за рехабилитација, односно обновување на целокупната мрежа на МЕПСО, трафостаниците. Значи, зборуваме за инвестиција во примарна опрема, замена на постоечка опрема со нова. Имаме еден проект кој што значи замена на постоечко громобранско јаже со нов вид, кој што значи и оптичка конекција, односно заокружување на оптичкиот прстен во нашата мрежа, кој што може би во идно време може да значи некаков комерцијален, да овозможи комерцијален приход од таа мрежа. Се обидуваме преку вложување во видеонадзор врз опремата и врз трафостаниците во кои што немаме наши посади да го заштитиме имотот на МЕПСО. Еве, сега уште едно имаме нова инвестиција која што неодамна подпишавме договор за финансирање исто така со Европската банка за обнова и развој за финансирање на интерконективен далековод кон Албанија, која што вредност е проценета на над 40 милиона евра. Во склоп на тој далековод кон Албанија имаме градба на трафостаница во близина на Охрид, која што ќе овозможи стабилно снабдување на целиот југозападен регион во Република Македонија. Значи, овие инвестиции што значат? Овие инвестиции значат оние испади кои што сме ги имале во минатото до 2005 година, па и некои подоцнежни ситни испади да се надминат и во идно време да немаме воопшто таква ситуација. А ја би го дополнил директорот на МЕПСО со уште неколку информации. Денеска е ден кога преку Министерството за економија испратено е во Виена до Energy Community, значи енергетската заедница, третиот акционен план за енергетска ефикасност. Јас сакам само да кажам дека и од ЕЛЕМ и од МЕПСО има таму елементи со кои што се влијае на енергетската ефикасност. Се смалуваат загубите во преносниот систем со новите трафостаници и тие се во тек на 5 години знатни инвестиции кои што се вложуваат. Не се тие толку големи, да кажеме како трафостаницата која што се гради во Охрид. Не се тие големи како некои реконструктивни зафати во ЕЛЕМ, во Рек Битола, ама таму вградуваат нови пумпи, фреквентни регулатори со кои што се влијае на смалување на сопствената потрошувачка на енергија, се влијае на смалување на загубите во преносниот и дистрибутивниот систем и на таков начин кога имаме такви интелигентни мрежи, како што милуваме да ги наречеме, успеваме да смалиме и цената на крајниот производ. Да, се уште еден додаток на долг рок секако е ефектот тој.
Се извинувам што Се извинувам што попала. Кратко продолжуваме. Тука следува вториот блок реклами. Дискусијата ја продолжуваме веднаш по нив. Вие сте со отвореното студио на телевизија Нова. Вечерва зборуваме за цената на струјата. Правиме споредба каде е Македонија во споредба со регионот, но и со европските земји. Го анализираме енергетскиот пазар. Овде со нас во студиото се првиот човек на МЕПСО Синиша Спасов. Тука и Христијан Мицковски, советник за енергетика во македонската влада, универзитетскиот професор Константин Димитров, а поканети беа, но не дојдоа представниците од Социјалдемократскиот сојуз. Зборувавме за инвестициите, треба да се спомене дека и државната Елем вложува во низа проекти, тука е Луково поле, но и Света Петка. На долг рок што може да очекуваме со инвестициите кои што ги споменавте, кои што ги има МЕПСО? Да, еве уште еднаш да потенцирам околу таа една инвестиција. Вложувањето во 400 киловолтниот далековод кој што се збори од многу одамна, кој што представува една дополнување на оној коридор кој што е исток-запад. Значи зборувам за далеководот Битола-Елбасан, кој што е поврзување енергетско на 400 киловолтно ниво, кој што представува прво енергетско поврзување на Македонија со Албанија. Овој далековод ќе биде од особено значење за стабилноста на двата системи. Значи, тие интерконективни поврзувања секогаш значат една регионална стабилност на енергетските системи. Конкретно, дополнувањето со трафостаницата во Охрид. Вие сите сте сведоци и сите сме сведоци на еден немил настан кој што го имавме заради обилни снежни врнежи кон крајот на 2014 година во декември, кога заради обилниот снег имавме прекин на појувањето во Охридскиот крај, односно точно во градот Охрид. Значи, со оваа инвестиција на долг рок ќе се надмине таква една некоја неповолна ситуација за нашиот систем. Она што го констатираше професорот, што е факт дека една од дополнителните ефекти кои што ќе се постигнат со овие нови инвестиции е на долг рок секако намалување на загубите во системот, а тоа ќе значи индиректно самите овие инвестиции, самите овие средства што се вложуваат во градба на тие нови проекти да се враќаат самите преку заштеда низ загубите. Мицковски, се споменаа многу капитални проекти. Дали во изминативе години Македонија интензивно инвестира и каде беа овие инвестиции во претходните 10 години? Ја ќе се навратам уште малку да додадеме неколку работи кои што се многу значени за интерконективно меѓудржавно поврзување помеѓу Македонија и Албанија со изградбата на овој нов далновод на 400 киловолтно напонско ниво Битола-Елбасан. На тој начин Македонија станува многу поатрактивна држава за производителите и трговците како би ја пласирале енергијата која што би ја произвеле или би ја истргувале. Зашто? Затоа што на тој начин, покрај тоа што прв пат Македонија се поврзува меѓудржавно со една од соседните земји со која што и недостасуваше таква интерконекција, тоа е Албанија, ние стануваме последната држава пред државите кои што се увозно зависни од електрична енергија. Кога велам увозно зависни, велам во диапазон во моменти од годината и до 80%, како што се Албанија, Грција и Италија. Знаете, колку повеќе граници поминува електричната енергија, често пати трговците знаат да кажат, толку повеќе цената незина се зголемува. Затоа секоја граница има посебна цена. Ние тоа го викаме алокација, односно се вика меѓуграничен капацитет и тој трговците го плаќаат. Колку повеќе граници изминува таа електрична енергија да дојде до крајниот потрошувач, односно држава во случајот, толку повеќе таа се зголемува и станува помалку атрактивна на тој пазар. Сега замислете, ако Македонија е портата
пред да влезат во тие најголеми конзументи во југоисточна Европа, па еве да земеме Италија, поврзана преку Грција поморски пат, толку стануваме ние поатрактивни за инвестирање во нови производни капацитети. Ние имаме сериозни, како да кажам, развојни проекти кои што планираме во годините, како што споменавте, како држава да ги развиваме и на ниво на идеја, понатаму ако идејата прерасне се докаже дека е физибилна па на ниво на проект, па понатаму тој проект да добие и екзекуција, односно изградба, реалност и така натаму. На тој начин ние ќе обезбедиме и поголема конкурентност не само на државната компанија ЕЛЕМ да ги пласира своите вишоци во иднина кога би ги произведувала, туку и да привлечеме поголем број странски инвеститори и зашто да не конечно да го реализираме проектот Чебрен и Галиште, кој што е тековен. Прво тоа сакав да дозволете ми да вака јавно да кажам. На 25 јули завршува оваа прва фаза, која што е прилично вака интересна за потенцијалните инвеститори. Преку 35 компании подигнаа документација. Голем дел од нив дојдоа на сајт визитот, односно на посетата на теренот каде што би требало да се изградат потенцијалните хидроцентрали. Значаен дел од нив учествува на тој завршен митинг и ние сега до 25 јули ги очекуваме нивните понуди во форма на технички решенија во оваа прва фаза. Втората фаза, која што ќе следи после оваа прва фаза, е избор на најоптималното решение кое одговара на интересите на Република Македонија од пристигнатите технички решенија. И конечно на крај третата фаза, можете да забележите дека малку пристапот ни е видоизменет визави она што беше случај во минатото, и конечно доаѓа третата фаза, кога тоа решение кое што ние ќе го избереме како држава во соработка со врвни светски консултанти во оваа област, ќе биде понудено на јавен тендер, каде што сите овие компании кои што учествуваа до сега ќе може да се јават и да ги добијат овие објекти на користење во следниот период, односно концесиски период. Тоа е само еден дел од тоа е еден проект кој што е дел од овие развојни проекти кои што ние ги планираме и како држава и како влада. Тука секако се тековните развојни проекти кои што ги има најголемиот производител, тоа е државната ЕЛЕМ, меѓутоа претпоставам понатаму емисијата ќе може малку повеќе за тоа да зборуваме. Вие споменавте за увозот. Професоре, колку Македонија е увозно зависна земја и кои проекти треба да се реализираат за да бидеме целосно независни? Увозно зависни, тоа е стандардно се гледа од статистика, дека во Македонија моментално околу 30% од онаа потребна количина електрична енергија на ниво на 30% ја увезуваме, но ја увезуваат, како што би рекол колегата Мицкоски, приватни компании за собствени потреби. Компаниите кои што се на слободниот пазар и си наоѓаат свој интерес да купат. Некој може да купи од ЕЛЕМ или може да купи од надвора кој има поповолни услови. Така да тоа е 30% повеќе или помалку една стандардна големина, во зависност дали во Македонија сме произвеле повеќе или помалку, тоа 1, 2, 3% се менува. После дали сме имале хидролошки поволна, неповолна година, колку сме произвеле со нашите хидроцентрали и така доаѓаме. Јас би продолжил со претходните дискусии дека направивме врска со Албанија. Зборува колегата дека Чебрен и Галиште. Јас би рекол дека тоа е императив, нужност да апсолутно општеството да се обедини во тоа дека мораме да изградиме нови објекти. Прво би рекол и меѓусебно поврзување да ги дуплираме капацитетите. Сега ќе каже некој зошто вака? Затоа што на некој начин се обидуваме да развиеме свеста дека до 2050 година имаме можност, може би, да видиме, ние сметаме дека може, технички и се, комплетното производство на електрична енергија да биде од обновливи извори. Во таа насока, за да имаме сигурно такво производство, мора комплетниот хидропотенцијал во Македонија да биде изграден. Значи, еве ги тука се Чебрен и Галиште, апсолутен приоритет кој што мора државата, да најде начин да го направи атрактивен за странска компанија да почне да го гради. Имаме проблеми кои што не се од финансиски, беа одобрени Луково поле, Бошков мост,
Се надеваме дека ќе бидат надминати, кои ќе се решат некои проблеми кои што се надвор од техничките и финансиските задачи, бидејќи беа претходни одобрени кредити за нив. И третото е онаа Вардарска долина која што ни стои како потенцијал на кој што мора сериозно да се размислува, макар да геостратешката положба на Македонија на определен начин прави да не бидат изведени проекти кои што се финансирани од земји кои што припаѓаат на источниот блок, би рекле Русија, Кина и така натака, но може би тоа само моje мислење, иако сум го спомнал и на друго место и беше потврдено. И со Јужниот поток, и со брзата железница од Будимпешта до Атина, па да кажем и за Вардарска долина на некој начин. И второто е, мора да размислуваме паралелно, да правиме пресметки во стратешки документи дека обновливите извори и вложувањето во нив се враќаат повеќекратно и финансиски и еколошки. И сето тоа не дека ќе спречи работата на постоечкиот елем, него ќе му помогне во трансформацијата во оној момент кога веќе Македонија ќе нема јаглен. Наместо да увезуваме јаглен од надвор, треба да можеме да користиме оние природни ресурси кои што ни се на располагање дадени. Пред се хидроенергијата мора да се размислува интензивно, да се вложуваат пари, напори, но да не се заборави ветерот, кај што имаме одобрени и решени проекти. Богданци веќе мора да се заврши. Колега на некој начин греота да стојат кога покажува позитивни резултати, а па да не зборуваме за сончевата енергија, која што ако се донесе одлука да приватните куќи можат да вградат, да бидат производители на 2 до 3 киловати на собствените покриви, на определен начин многу ќе се помогне и на домакинствата, и ќе се смали потрошувачката на енергија. Тоа ќе кажат, му правиме конкуренција на елем, ама тоа не е толку голема конкуренција, колку што е голема помош на домакинствата. Знаете, тоа е големо Тоа е сериозен предизвик после целосната либерализација на пазарот, така да мора да се размислува на тоа денес. така е. И да се донесат услови, макар технички се да се каже вака ќе биде, па нека биде кроз 5 години кој ќе влезе слободниот пазар. Па да, тогаш би рекол реално да таков еден проект за живее сериозно. Порано да се Вие го договориме. споменавте хидропотенцијалот, колку е искористен енергетскиот потенцијал во Македонија, по-конкретно хидропотенцијалот, енергијата од ветер и сонце? Вака, ние како основна дејност ни е пренос на електрична енергија, но секако МЕПСО располага и со втора лиценца, а тоа е лиценцата за оператор на пазарот на електрична енергија. Ние под наша фактички ингеренција и ги следиме количината на производство на електрична енергија од обновливи извори, зборам за повластени извори, кои што се поврзани и на мрежата на дистрибутивната мрежа на ЕВАНА, но и на нашата мрежа, значи на мрежата на МЕПСО. Инсталираниот капацитет на обновливи извори вон производството на елем, значи зборам обновливи извори, без хидроцентралите на елем, се 111 мегавати. Заклучно со мај 2016 година е овој податок. За 2015 година производството од овие извори е 263 гигават часови, што е релативно мал процент од вкупното произведено количество на енергија во Република Македонија, но секако ово е, да речам, поднебје во кое што обновливите извори допрва треба да добијат на значење. Македонија е богата, изобилува со сонце и сметам дека еден од начините, односно патиштата каде би се надградувало производството на електрична енергија е токму од сонце. Интересно е за инвестициите во обновлива енергија да споменеме дека пред
да не звучам политички, меѓутоа нема како да не го спомнеме. 2005 година, ако направиме пресок, е нула. Нула инвестиции, нула произведени гигават часови, нула инсталирана моќност. 2015 веќе имаме, рече колегата, 111-115 мегават инсталирана снага. Тоа би дошло некаде отприлика колку еден хет стиквеш и производство дури поголемо од еден хет стиквеш. Ако знае дека капиталната вредност на хет стиквеш е преку 200 милиони, тогаш можеме да кажеме евра, тогаш можеме да кажеме дека инвестициите во обновливата, во производни погони кои што користат обновлива енергија за да произведуваат електрична енергија, е некаде околу 200 милиони евра. Тоа се приватни инвестиции, тоа е многу битно да се спомене. Тоа се претежно приватни, со исклучок на ветерниот парк Богданци, каде што ете некако по инерција се навлече, јас би рекол, државната компанија Елем, да инвестира во еден таков пилот проект кој што се покажа како исклучително успешен од приходната страна на самата компанија. И тој проект во иднина ќе добие својата завршна физиономија, односно ќе се докомплетира, сега е некаде околу 38 мегавати, ќе дојде некаде до 50 мегавати инсталирана снага, со што вака би го заокружило производното портфолио на државната компанија и би додало уште еден извор, а тоа е ветерот. Меѓутоа, она што е многу значајно да кажеме, дека во изминативе 10 години се изгради едно чудо мали хидроелектрани, 60-тина, кои што се резултат на тендер кој што го прави државата. Ова го потенцирам бидејќи на тој тендер имаат можност да учествуваат домашни компании, физички лица и странски инвеститори и да се надпреваруваат. Они се надпреваруваат нудејќи повисока цена. Нудејќи повисока цена, тоа значи поголеми приходи во буџетот на државата и во буџетот на општините. Значи, они се надпреваруваат покрај тоа што се надпреваруваат со техничкиот потенцијал на локациите за изградба на малите хидроелектрани од аспект на инсталирана снага, они се надпреваруваат и со еднократен надомест кој што го плаќаат за да ја добијат таа концесија во период од 23 години. И тие средства кои што они понатаму ги уплаќаат за да ја добијат таа концесија завршуваат 2/3 во државниот буџет и 1/3 завршуваат во буџетите на општините, што морам да кажам се сериозна помош, поготово за самите општини. Самата инвестиција е сериозна додадена вредност за македонската економија, бидејќи повеќе од 70% од инвестицијата за изградба на еден таков објект е од домашни ресурси. Односно домашната градежна компанија, електроиндустријата, машинската индустрија и така натаму. Понатаму работат млади инженери кои што се запознаваат со најсовремена технологија, прават трансфер на знаења и оно што е најважно од целата работа, после 20 години овие мали хидроелектрани, овие инвеститори и ги предаваат повторно на државата како капитал на државата. За малите хидроелектрани, односно за хидроелектраните генерално важи едно правило кое што вака посликовито да се изразам, после 20 години е еднакво како автомобил после 10.000 километри. Само што почнале да се разработуваат. Значи државата не само што добива инвестиција и директни средства во буџетот, туку добива и производни објекти кои што понатаму може да ги управува, стопанисува или повторно да ги понуди на некаква концесија или некаква форма на соработка која што она во тој момент ќе го одлучи. Мицковски зборува за обновливите извори на енергија, колку ги имаме ние во Македонија, дали го исполнуваме оној европски просек кој што ни го налага Унијата? Македонија добро работи на таа насока, особено затоа што имаме и претходно изградени хидропотенцијални капацитети, големите акумулацијски хидроцентрали. На таков начин, тоа може да се види во стратегијата за обновливи извори, дека ние сме дека над 16% имаме производство на енергија, во таа примарна енергија, што е како некоја наша обврска во однос на енергетската заедница, што сме ја земале пред едно време, тоа беше 20-20-20, а сега веќе таа е зголемена на 27-40, тоа беше смалена емисија, производство на енергија од обновливи извори 20% и 20% зголемена на енергетска ефикасност. Македонија ќе ги исполни тие услови до 20 година,
со тоа според сите елементи до 20, нешто 21%, бидејќи тука имаме и производство на биогориво, работи Мак Петрол со производството на биогориво. Влегуваат тука сите овие мали хидроцентрали кои што се доста атрактивни, макар да има малку име долг периодот на изградба заради определени административни проблеми кои што државата се обидува да ги надмине, гледаме ги решава тие проблеми со подесување на законите. Тоа се жалат сите кои ќе почнат да градат и јас би рекол мора похрабро да се влезе во изградба. Се градат, може и граѓаните да може не знаат, но треба да знаат, веќе имаме гасни мали постројки на биогаз, ги имаме веќе 3 такви постројки, 2 се во Битола, една е во Тетовско, Везешар и другите, и повеќе се потенцира дека она што се сметало за отпад, полека може да се смета како суровина, дека може да се искористи и 2 пати и да биде предизвикувач на изградба на дополнителни производни погони. Како пример, централата што се прави сега последната во Битола, за да може да има суровина, а тоа е отпадот од крави, они прават веднашка нова штала со 1200 крави и сега тие крави, тоа што е изметот оди во дигестори, се претвара во гасно гориво кое што произведува и плюс паралелно градат и оранжериска конструкција за во зимски период да може да користат когенеративни постројки. Тука мора да го споменуше нешто гасот. Гасот кој што ќе дојде, нуди уште природниот газ кој ќе дојде до сите овие, ќе овозможи дисперзирано производство когенеративно со мали постројки кои што се од 3, 5, 10 мегавати за оние комплекси како што се болнички комплекси и некои други индустријски капацитети што исто така ќе има можност да смали потрошувачката на енергија, да намали увозната зависност на Македонија од увоз на чиста електрична енергија. Продолжуваме за кратко, правиме куса пауза за реклами и ја сумираме вечерашната дискусија. Вечерва во отвореното студио на телевизија Нова го анализираме енергетскиот пазар, зборуваме за капиталните проекти во овој сектор, но и за цената на електричната енергија. Спазов процесот на либерализацијата беше одложен, се одвива етапно и за домаќинствата и за компаниите. Треба целосно да биде заокружен некаде 2020 година, што ќе значи слободниот пазар на струја, дали ќе влие врз цената на електричната енергија и точни ли се оние шпекулации дека може да оди тогаш цената нагоре наместо надолу? Вака, либерализацијата на пазарот согласно законското решение, измената на законот е условно одложена. Значи, таа не е одложена, туку е степенесто да заврши целосно либерализација на пазарот до 2020 година. Што значи тоа за МЕПСО? За МЕПСО либерализацијата значи повеќе работа од административен аспект, односно тие порамнувања, тие административни исклучувања на договори со одредени оператори кои што се фактички, кои што на крај ги снабдуваат потрошувачите, од тој обем, значи, ние ќе имаме зголемување на работата. За нас, во суштина, нема некакви пореметувања да има со либерализацијата на пазарот. Либерализацијата на пазарот, јас малце ќе кажам, а веројатно моите колеги многу повеќе може да кажат. Македонија, според бројките што ние располагаме, има најлиберализиран пазар во регионот, во југоисточна Европа. И Македонија во 2005 година прва го направи оној англиски термин unbundling, односно раздвојување на големиот систем електростопанство на Македонија во 3 подсистеми, односно систем дистрибуција, кој што беше подоцна и продаден на австријанската компанија Евана, преносниот оператор МЕПСО и Електрани на Македонија.
Значи Македонија беше лидер, меѓутоа за жал некако се наметна и се наметнува и ден денеска од страна на Energy Community, односно енергетската заедница каде што сме членка, и од Европската Унија се наметнуваат некои ставови кои што за мене лично представуваат небулоза. Дека ние немаме либерализација. Македонија има 40% целосно либерализиран пазар. Преку 50. Што на долг рок ќе значи до 2020 слободниот пазар на електрична енергија? Видете, на почеток на нашава дискусија вечерва јас кажав дека како одговорна влада мораме да ги креираме политиките така да не бидат загрозени интересите на граѓаните, односно трошоците за обезбедување на електричната енергија да бидат во рамките на оно што е прифатливо за еден нормален семеен буџет во државата, кој што би одговарал на просечната заработувачка. И на тој начин ние доста размислувавме како понатаму да продолжиме со процесот на либерализација на пазарот на електрична енергија, а од друга страна, при тоа да не го загрозиме нормално, како што реков, и најголемиот работодавач меѓу овие учесници на електроенергетскиот пазар, тоа е државната компанија Електрани на Македонија. Моравме да бараме компромис помеѓу овие две решенија, се разбира заедно со нашите партнери од Energy Community, што рече професорот од Европската заедница, и ние предложивме еден модел кој што во тој момент изгледаше вака прилично фер и за оние кои што учествуваат на слободниот сегмент на пазарот и за оние кои што се на регулираниот. Ефектите од тој модел можеме сега да ги сумираме и да кажеме да, успеавме во нашата намера, односно ја одржавме ценовната стабилност на електричната енергија за домакинствата и за оние кои што се на регулираниот пазар на електрична енергија, а исто така од друга страна успеавме на оние компании во најголем дел, има исклучоци, меѓутоа во најголем дел, кои што излегува на слободниот сегмент од пазарот на електрична енергија да обезбедат поевтина електрична енергија, која што понатаму ја користат во своите производни погони. Секако, на тоа комбинира и условите, пазарните услови на европските берзи од каде што оние увезуваат таа електрична енергија, меѓутоа начинот на кој што ние сето тоа го структуриравме како модел го оптимиравме, доведе до една ваква вин-вин ситуација и од тие причини ние ги чекорите понатаму внимателно ги водиме. Еве сега од 1 јули, како што реков, веќе 200 нови учесници на слободниот сегмент од пазарот, нови 250 гигават часови имаме на слободниот сегмент од пазарот со електрична енергија, или веќе ако се изразиме вака процентуално, тоа се преку 50% од слободниот сегмент на пазарот на електрична енергија и нешто помалку од 50% на регулираниот пазар. Професоре, што ќе значи целосната либерализација или како што вие ја велите слободен пазар за крајните потрошувачи, за домакинствата? Што значи? Домакинствата очекуваат можеби премногу. Но во секој случај кога ќе се каже слободен пазар, тоа значи дека има повеќе понудувачи на тој пазар кои што нудат услуги. Нудат услуги со определена цена. Сега тука пак се очекува една голема помош од државата, затоа што може да се направат грешки. Што некоја ситна, пониска цена да се земе некој кој што нема да понуди квалитетни услуги земени во целина како што треба. Веројатно, нашата држава мора да приготви подзаконска регулатива, дали тоа ќе биде во мрежните правила и се, на определен начин стрикно да се гарантира квалитетот на испорачаниот производ. Веруваме дека многу домакинства и денеска се жалат на напонот, дури не знаат да се пожалат дека и фреквенцијата им е надвор од оние стандарди за кои што плаќаат. А не може мои колеги, пријатели се уват, треба да водат војна со Евано затоа што имат неквалитетен производ. Значи, на некој начин треба да се заштитат граѓаните, можеби и со обуки, со подигање на свеста, како да ги дефинираат тие што нудат за овие години што ни доаѓаат. Отворениот пазар треба да донесе, не значи, може да предизвика и поскапувања, да поскапат некои услуги. Не можеме однапред да предвидиме како е ова треба, очекуваме, ќе видиме,
но мора многу да размислуваат кога ќе изберат, да не одиме у техника, балансни групи, како ќе гарантираат врвните оптоварувања, како ќе се преклопуваат, сето друго прави определени проблеми. Многу е добро, верувате, што се работи во фази. Полека учиме што треба да смениме во меѓувреме. Ако одиме преку труп одеднаш да беше, можеше да има рушење на систем, незадоволство и се друго. Вака полека, чекор по чекор, приготвуваме и граѓани, и самото општество, а и системот оператор кој што тоа треба да ги задоволува. Макар да ќе ни остане пак еден дистрибутор, или ќе може да се... Дистрибутивен систем, да, може тоа. Не, и еден дистрибутор ќе ни видева на Македонија. Снабдувач во крајен случај мора да има. Имаме уште не можеме време, 20 да имаме. неколку минути да сумираме вечерашната дискусија и на почетокот професорот им порача на граѓаните разумно и рационално да ја користат електричната енергија. Колку рационалното користење на струјата влие врз целокупниот енергетски систем? Рационално користење на електричната енергија особено беше актуелно во некои минати времиња, барем за МЕПСО. Кога имаше слаба мрежа, поддимензионирана опрема во трафостаниците, недоволни интерконективни капацитети. Меѓутоа, во денешен аспект, јас сметам дека и нерационалното користење ние може да го истрпиме како систем, МЕПСО. Но секако, енергијата многу тешко се произведува. Особено она енергија која што се добива од рудниците во битолскиот крај, односно од јагленокопите, каде што секој кој бил да види како се добива таа електрична енергија, многу повеќе ќе ја цени. Знаете, денеска ние секој од нас знае, во штекот приклучи го полначот од телефонот и ќе се наполни до сабајле. Меѓутоа, за да дојдеме до таа состојба и за да дојде до тој штек електрична енергија, има многу труд и пот и знаење вложено. Мицковски, дали нашиот електроенергетски систем е стабилен во споредба со регионот и колку тука влијание имаат и компаниите, но и домакинствата? Нашиот електроенергетски систем е исклучително стабилен. Вака посликовито да се изразиме, ако МЕПСО и ЕВАНА се артериите на организмот наречен електроенергетски систем, кои што се фактички многу значајни за да ги пренесат и оние количини на електрична енергија на слободниот и на регулираниот сегмент од пазарот, тогаш крвотокот е таа електрична енергија, срцето е АД Електрани на Македонија. Да сумирам, да не должам, во исклучително стабилна ситуација е електроенергетскиот систем, како на слободниот, така и на регулираниот сегмент од пазарот на електрична енергија. Тоа само се надополнува со состојбата и на соседните електроенергетски системи. Знаете, тоа е еден врзан систем во Европа. Не може еден да биде помалку или повеќе стабилен. Тоа е се помеѓу себе поврзано, така да ние мора да ги наметнеме критериумите кои што ќе бидат еднакви на истите оние кои што се во Австрија или во Германија. Така да граѓаните може да бидат спокојни. Електроенергетскиот систем бил, и ќе биде, затоа што тоа представува основа за развојот на економијата и на една држава. Професоре, сосема накусо за крај, што би им порачале на граѓаните за разумно користење на струјата токму во летниот период, кога знаеме дека има и зголемена потрошувачка во однос на еркондишните? Мора да има, бидејќи треба да се обезбедат пред се нормални, не ги викаме стандардни услови за работа. На работно место со 40 степени не можеш да работиш, треба да дојдете на некои стандардни услови на 28. Мора да се користи енергијата, но разумно и сега да не ги даваме тие сите совети. Мерките за енергетска ефикасност, смалена потрошувачка електрична енергија се од неколку фази. Од инвестициски, кај што се купува опрема која што е енергетски ефикасна, троши помалку, поевтино ти е после одржувањето, до разумното ние што ги учиме децата, кога ќе влезеш дома, запали светло, кога ќе излезеш, изгаси го. Не мора сите простории да ни светат или ќе го отвори
син ми фрижидерот и 15 минути гледа што да одбере од него и после тоа му треба на овој јадник работи 2 сата да постигне таа температура. Видите, тоа се банални, едноставни мерки, но мора самите дома да смениме начин на размислување. Електричната енергија е највисоко организирана енергија која што може да се трансформира во сите други видови енергија. Многу едноставно и со мали загуби. Јас некош велам, енергијата е се и секој ќе се побунат. Ма како така можеш да кажеш има други работи поважни? А ако ги истите зборови ги смена местото, дека се е енергија, тогаш веќе се прифаќа. Точно така. Нашето размислување е енергија. Нашиот разговор, нашето движење и мораме да размислуваме тоа, да го цениме, да го штедиме, умно да го користиме. Нема друг. И тоа ќе ни помогне во буџетот. Јас само да дополнам, ние вечерва прилично доста разговаравме за електроенергијата. Да, за тоа зборевме. Во делот на енергијата е вака поширок офат и ова што рече професорот, енергија е се. Затоа ние вечерва бевме малце повеќе фокусирани на електроенергијата. Се надам во некој од следните прилики во оваа студија или ќе можеме малце повеќе и за енергијата во целост да комплексниот систем. Во фокусот беше електроенергијата, вие прилично и стручно ги објаснивте состојбите на македонскиот пазар. Можеби дебатата ќе беше поинтересна доколку нова празно столче дојда и представниците од СДСМ, но ги очекуваме во некоја наредна прилика. Вам ви благодарам што бевте дел од отвореното студио на телевизија Нова. Почитувани, останете со нас. Во точно 22 часот ви ги подготвуваме новите информации од Македонија и светот. Гледајте телевизија Нова.